Денешната проповед или тема ќе биде зошто постои ѓаволот. И ќе се базира, како што прочита Филип од Изреки 16 глава 4 стих. И во оваа проповед ќе разгледаме неколку причини зошто постои ѓаволот и тоа во корелација со човекот. Може да се види исто така во корелација со Бог и со ангелите зошто постои ѓаволот. Но во оваа проповед или предавање ќе се задржиме само на причините зошто постои ѓаволот во корелација со човекот. И ова е комплексна тема, инволвирана тема, повеќе од филозофски карактер, но вреди да се размисли, вреди да се разгледа. Причините кои ќе ги разгледаме зошто постои ѓаволот во корелација со човекот се следните. Првата причина е да се издигне човекот. Втората е да се спаси човекот. Третата е да се валидира вистинско сведоштво. Четвртата е да се донесе суд на грешници. И петата е да се просветат верниците. И ќе завршиме со заклучок и примена. Да почнеме со вовет. Дали некогаш си се прашал зошто постои ѓаволот? Зошто ова одвратно, ужасно, гнасно битие постои? Зошто бил во план и во целите на Бог да го остави ова битие да функционира, да се одржува? Впрочем, зошто бил во план, тоест да го создаде на почетокот како добар ангел Луцифер? Ѓаволот е првиот и најголемиот грешник. Со него почнува гревот и светот би бил многу подобро место без него. Во светот има над 4200 лажни религии. Во светот моментално има скоро 8 милиарда луѓе. И според некои пресметки се смета дека до сега живееле и умреле 109 милиарда луѓе на земјата. И сите овие лажни религии и сите овие луѓе имаат нешто заедничко. А тоа е дека сите се грешни. И религиите, и луѓето. И ќе прашаме дали има сатаната замешано прсти во овие лажни религии и дали има замешано прсти во сите грешни луѓе. И секако одговорот е да. Сатаната е кралот, сатаната е таткото на гревот. И знаеме дека ѓаволот бил создаден како добар ангел, според Екзекиел 28 глава од 12 и 13 стих. И поради горделивоста, поради фактот дека се издигнал и сакал да биде Бог, или како Бог, станал сатана. И очигледно е дека Бог однапред знаел дека ова ќе се случи и однапред го предвидел неговиот пат во грев, и вклучувајќи ги сите последици и ефекти што тој пат ќе го донесе на човештвото и на се останато. Ефектот и последиците со воведување на гревот, каде почнал гревот со ѓаволот, бил ефектуран целата создадена креација, целиот поредок. Исто така било предвидено неповратното заведување на сите други ангели кои станале демони, заведувањето исто така на Адам и Ева во очајна декадентност и робство, проклетството на Вселената, целосното починување на целосното човештво под ѓаволот, страдањата и убиството на неговиот син, страдањата и убиството на Божите верници и конечната пропаст на ѓаволот во пеколот. Сите овие работи биле однапред предвидени, однапред знаени и однапред определени. И очигледно е дека Бог можел да го запре падот на Луцифер.
како што можел да го запре падот на другите ангели што паднале со него. Исто така можел да го запре и падот на Адам и Ева. И падот на целиот човечки род во мизеријата на гревот. Исто така можел да ги елиминира страдањата и убиството на неговиот син и страдањата и убиството на неговите верници. Можел на сатаната да понуди спас и излез, исто така и на демоните, како што има обезбедено спас на ѓаволот и на човекот, гледано од хипотетичка гледна точка. Бог во својата моќ можел да го елиминира постоењето на ѓаволот и на неговите демони одма после неговиот пат. Исто така можел Бог да го намали неговото влијание и контрола над демоните, неговото влијание и контрола над луѓето во сегашно време, во минато време и во идно време. Или пак може да кажеме дека суверениот можел воопшто да не создаде Луцифер, да немало ѓавол. Но неговиот план и света одлука, однапред знаејќи се и однапред определувајќи се, одлучил да постои вакво битие и да се случи се што е запишано во Библијата. И битие со ваква неограничена моќ, како што е Бог, кој има тотална сеприсутност, неисцрпна мудрост и незамисливо сезнаење, прави се што сака со неговите суштества. Тој им дава живот, тој им го продолжува животот, тој им го одржува животот и им дава здив и енергија секој момент. И во секој миг, во секој момент може тоа да се прекине. Нивното постоење може да запре. И Бог со своите креација или со своите битија, со своите ентитети, со своите личности што ги направил, прави како што сака тој. Тој може да ги фрли сите во пеколот за нивните гревови, да фрли сатаната, да ги фрли сите демони сега, во овој момент. И никој не може да му каже што правиш. Тој не дава ниту сметка, ниту отчет на никој. Тој е грнчарот и целата создадена креација е глината. Тој е авторот и се останато е дело на неговите раце. Јасно е дека Бог е бескрајно свет, бескрајно чист, бесконечно совршен и го мрази гревот. И како може битие кој бесконечно го мрази гревот и се гнаси од гревот да планира и да го предодредува гревот? Гревот не може да се јави или да се активира самостојно, туку мора да живее и да се приврзе за некоја личност. Гревот е паразит. Еден има напишано како може таткото на гревот, кралот на гревот, господарот на лагата, измамата, непријателот на непријателите, крадецот на крадците, убиецот на убиците, уништувачот на уништувачите, грешникот над грешните, да биде испланиран, сакан, определен, одржуван и чуван секој момент од оној кој е светиот над светиите, кој во самата срж на неговото битие и во бесконечните длабочини на неговото срце, со сета неискажлива моќ, бескрајно се згрозува и крајно ја мрази една злобна мисла. А камоли настанувањето, постоењето, одржувањето и доминацијата на ваква одвратна личност како ѓаволот, која ништо не прави освен грев, ништо не мисли освен грев и ништо не зборува освен грев. Некој ентитет или систем е формиран за цел и причина,
Ако не постои цел, ако не постои причина, ако не постои мисија, тој систем или тој ентитет нема да се формира, нема да се создаде. Нема да се вложуваат напори во создавање на некој систем, на некој ентитет, ако не се дефинира и одлучи целта и причината претходно, на неговото постоење, на неговото настанување и на неговото одржување после тоа. И сите интелигентни суштества функционираат на овој начин. Се започнува со план, со цел, со визија, со мисија и се гледа дали може да се постигне таа мисија, тој план, таа цел со ограничените ресурси што ги има човекот на располагање. И доколку има расположливи ресурси, се создава тој ентитет и тој систем за да исполни целта, причината и мисијата за која е создаден. Ако тој систем и ентитет не ја исполнува целта и причината и мисијата за која е создаден, тогаш или се поправа, или се фрла, или се создава целосно нов. Значи, гледаме дека целта на системот се активира или го активира настанувањето на тој систем. Крајот го одредува почетокот, финишот го постапува или постојува стартот. И ако обичните луѓе постапуваат вака и не прават ништо, се додека нема цел и причина и мотивација и мисија, колку повеќе оној кој ги создал луѓето во неговиот лик. Колку повеќе Бог кој создал се. И очигледно е дека во минатата вечност Бог имал цел, имал план, имал мисија да го создаде Луцифер и да ги предопредели сите ефекти што неговиот пат ќе ги донесе. Како причинско-последични врски. И не само неговиот пат, него неговото одржување секој момент од сега до денес. И таа причина, таа цел, таа мисија била и е неговата слава во генерална смисла. И Бог како свето тројство не може да направи или не може да се стреми или не може да цели кон ништо поголемо и ништо повредно освен себе си. Не може да сака ништо поголемо и не може да се насладува од ништо попријатно од себе. Бог е највисокиот, Бог е најславниот, Бог е најголемиот. Нема ништо поголемо, нема ништо повредно, нема ништо попријатно, поубаво од Него. И тој не може да се цели кон ништо друго, освен кон најубавото, најславното и највеличенственото. И Бог е наклонет кон себе и кон пројавувањето на својата слава, и тоа е суштинско и неопходно за креацијата, за сите создадени битија. Добрината и благословот на суштеството зависи од тоа дали суштеството или битието, кое е креирано во Божиот лик, може да вкуси вистинска добрина и благослов. И вистинската добрина и благослов очигледно доаѓа од самиот Бог. Бог е изворот и фонтаната на вистинска добрина и вистинско блаженство и вистински благослови. И што повеќе суштеството или битието кое е создадено во Божи лик ги гледа или го гледа Бог и неговата слава, тој живее и е благословен. Што значи Бог, ако сака да го благослови, да ги благослови луѓето, да ги благослови суштествата, тој мора да се открие самиот себе се повеќе. Бидејќи кога луѓето, кога суштествата ќе го видат Бог,
тогаш тие живеат. Кога ќе видат вистинска добрина и вистинска слава и вистинско блаженство, тогаш вистински живеат. И колку повеќе Бог сака да го благослови суштеството, толку повеќе тој мора да се разоткрие самиот себе. Сепак суштеството не може да вкуси и не може да види вистинска добрина и блаженство ако не се создадат спротивности. Ако немаш спротивности на вистинска добрина и блаженство и немаш позадина, контекст и средина каде што Бог може да се разоткрие самиот себе, тогаш тие не можат да се видат. Еден има напишано: навистина, што е светлина без темнина, вид без слепило, слух без глувост, ситост без глад, задоволување без жет, облека без голотија, топло без студ, сладко без горчливо, задоволство без болка, здравие без болест. Навистина, што е праведност без неправедност, светост без грев, оправдување без осуда, опростување без вина, наклонетост без немилост, благослов без проклетство, живот без смрт, рај без пекол. Очигледно е дека сатаната бил назначен да ги открие Божите особини, кои не би можеле да се откријат и да се манифестираат поинаку. Доколку тој не би постојал и не се одржувал во неговото постоење низ вековите. И многу е тешко да се замисли, а потешко е уште да се замисли, имајќи ги во предвид сите зла што ѓаволот ги има донесено на човекот и на целата креација, како иницијатор на гревот, тој бил назначен за добро. Без сатаната не може да се достигне до суперлативни нивоа на добрина и благослов. И со постоењето на ѓаволот, сите овие нивоа се достигнуваат сега и во вечноста. Човекот, за да види повеќе од Бог и да биде благословен како резултат на тоа во овој свет и во идниот свет, ѓаволот мора да постои. Ѓаволот е потребен, ѓаволот е неопходен. И сатаната бил предопределен, планиран, дизајниран да работи како индиректен агент и инструмент и алатка во рацете на Бог, за да Бог ги исполни своите цели ултимативно за прославување на неговото име и за носење на суперлативна добрина кон човекот. Значи, преку постоењето и одржувањето на ѓаволот, Божјата слава сјае посилно. И така човекот, кога ја гледа таа слава, е благословен. Иако извртен и свиткан до крајност во спротивна насока на во својот карактер, мотиви, планови и цели на Господ и на неговите свети мотиви, планови и цели, Бог совршено ги користи тие планови да исполни своите планови дела и цели. И што повеќе ѓаволот се спротиставува на Бог, се спротиставува на неговите дела и на неговите цели, толку повеќе е искористен и толку повеќе ја исполнува Божјата волја. Е роб кој му служи на Бог. Ѓаволот се цели кон злото, а Бог кон доброто. Джонатан Едвардс има напишано дека Бог ги гледа делата на ѓаволот како бескрајно омразени, земени сами по себе, индивидуално и единствено, но добри кога ќе се земат општо, корпоративно и кога ќе се видат во хармонијата и оркестарот на сите нешта, гледајќи ги од перспективите на мината вечност и идна вечност.
Значи, во овој вовед видовме дека ѓаволот постои да биде индиректен агент или алатка или средство преку кое Бог ќе ги исполни неговите цели, а неговата ултимативна цел е да се разоткрие самиот себе, за да човекот види и вистински живее. Првата причина, сега ќе навлеземе во детали. Првата причина зошто постои ѓаволот е да се издигне човекот. Да се издигне човекот. Адам и Ева биле создадени како чисти и непорочни битија. И тие биле сместени во градина да уживаат и да се насладуваат на Божите благослови. И да разговараат со нивниот Творец. Сатаната исто така била во градината и го гледала ова. Ја гледала интелигенцијата и моќта која излегувала од човекот. Од мажот и жената, како креирани во Божиот лик и Божиото подобие. И тој им завидувал, бил љубоморен и сакал таа посветеност и тоа обожување што му следувало на Бог да биде негово. Тој сакал да биде издигнат. И за да ги освои, за да ги сврти од Бог кон него, го имплементира својот занает, а тоа било лагата. И гледаме дека очигледно Бог дозволил да биде сатаната во градината. Баш тогаш, баш во тој момент. И да се одржува од неговиот пат во рајот до сега. Како што кажав, Бог можел да го уништи ѓаволот. Така, можел да го запре неговото присуство во градината. Можел да му забрани на сатаната да не влезе во градината. Можел да му забрани на сатаната да не ја поседува змијата. Можел да употреби многу други начини за да сатаната не дојде до жената и да ја искушува. И кога ја искушувал, можел да се вмеша и да рече престани, доста е. Неизбежно е да се заклучи дека Бог ја оставил сатаната во градината да биде присутна и да се случи падот на човештвото. Зошто ако човекот не паднал во грев, гревот не би можел да биде познат. И ако гревот не се знае и неговата мизерија и беда, не може да се познае лекот и радоста да се избави од него. Ако гревот не влегол во човекот и не влегол во светот и смртта преку гревот, како можел да се открие вечниот живот? Како можел да се открие скапоцениот Спасител и неговите учења и личност? Човекот со гревот паднал во многу страшна бездна. Паднал во вечна бездна. Паднал во жив песок. И за да Бог го издигне, и за да Бог го спаси, тој бил назначен. И преку ова, човекот не само да биде издигнат, туку да биде издигнат на суперлативно ниво, повисоко од самите небеса. Каде би била Божјата благодат, Божјата љубов, Божјото сочувство, ако нема вина, осуда и суд? Човекот бил создаден на таков начин да го познае и запознае Бог, да го познае Бог поинтимно, поблиску, целосно. Но тоа не можело да се случи ако првпат и ако не бил оттуѓен од него. Ѓаволот сакал да го уништи човекот, но Бог ги земал тие работи и ги искористил за доброто. Ѓаволот сакал човекот да падне, да биде сопнат,
Но Бог го искористил ѓаволот и го искористил се што тој направил. И искористил неговата лага да го издигне човекот највисоко. И тој да седне на престолот со Христос над целата креација. И таа е првата причина зошто ѓаволот постои. Ѓаволот постои иако сака да го уништи човекот, иако сака човекот да падне многу ниско и во пеколот, Бог го зима и го искористува да човекот да биде издигнат на суперлативно ниво и да стане крал и цар на целата креација, вклучувајќи го и ѓаволот. Втората причина зошто постои ѓаволот е да се спаси човекот. Да се спаси човекот. Сатаната го стави во срцето на Јуда тој да го предаде. Исус да биде предаден. Дури сатаната и влезе во него да се осигура дека ѓаволот дека Јуда ќе го изврши неговиот план. Сатаната знаеше дека Исус дојде да го спаси човекот, но не знаеше тоа навистина како ќе се случи. И сакаше да го елиминира синот и да елиминира можноста да има некакво спасение. И тоа спасение од неговите зли канџи. Исус беше изневерен од близок пријател, и тоа со бакнеж и со цена на роб. Исус му ги изми нозете, му ги довери парите, го сподели својот леп со него, му даде чудотворна моќ да лечи и да гони демони. Тој ги слушна скапоцените и длабоки учења на Исус, кои многу пророци посакуваа да слушнат, но не ги слушнаа. И сепак ова не му влијаеше на Јуда и тој го предаде за пари. И се ова беше оркестрирано од ѓаволот. Тој постојано се обидуваше да го натера Исус да сгреши и на крај да го убие. И сите беа погодени од ѓаволот. Најмногу Јуда, најмногу фарисеите, еврејскиот народ, римјаните, па дури и Петар, апостолите и неговите најблиски пријатели. Сатаната го мразел и го мрази Божиот син и затоа губил. И тоа преку човекот. Но сепак Божиот план, според Дела 4 глава, 27-28 стих, ѓаволот бил искористен да постигне спасение преку Христос. Ѓаволот сакал Христос да умре и го убива Христос, а Христос преку својата смрт го убива ѓаволот. И тој бил искористен да донесе индиректно спасение на човекот. Без него спасението не би било можно. Без ѓавол нема да има можност да се случи убивањето на синот. И ако немаш убивање на синот, немаш спасение. Значи, тоа е втората точка. Втората причина зашто постои ѓаволот е Бог да донесе вечно спасение преку него. Третата причина зашто постои ѓаволот е да се валидира вистинско сведоштво. Како можеш да се осигураш дека некој ја збори вистината и дека не те лаже? Можеш да се осигураш кога ќе знаеш дека сите мотиви тој да те лаже се тргнати на страна или се елиминирани. Например, луѓето се водени од најразлични страсти и прават многу грешни работи за да ги задоволат тие страсти. Се стремат за пари, за власт, за статус, за контрола, за имоти, за грешни задоволства, за жени и така натака. Еден од начините, најлесно да се задоволат овие страсти и можеби најбрзо, е да се формира лажна религија. И тој што иницира или тој што ја формира таа религија да каже дека мене Бог, Исус или некој ангел ми се јави и ми каже некои работи. Ми каже дека јас сум посебен
дека јас сум пророк, дека сите други религии не чинат, ова е вистинската и дека треба луѓето сега мене да ме слушаат. И тој човек им кажува на луѓето како тие да бидат благословени, што треба да прават, како да бидат здрави, да имаат берекет. Тој ќе ги контролира и ќе им кажува тие што треба да прават. И ова е најлесен начин да се дојде до задоволување на телесните страсти. Луѓето на тој човек ќе му даваат пари, ќе има власт и контрола на неговите животи. И може звучи есотерично, но ова реално се случува денес. Има луѓе кои тврдат дека се Исус, има луѓе кои тврдат дека се посебни пророци и земаат пари, власт и контрола над човечки животи. Овие луѓе им даваат имоти, а овие ги користат за најразлични задоволства. И кога сатаната ќе заврши со ваков човек, кој тврди дека е посебен, дека е пророк, и кога ќе се пушти и ќе сака да го убие, и моментот кога на овој човек ќе му се стави пиштол на глава и ќе рече или откажи се од оваа религија, или ќе бидеш утепан ти и твојата фамилија. Што тој човек би направил? Дали тој човек би се откажал од оваа лажна религија која проповеда? Секако дека ќе се откаже. Никој не ќе умре, ниту па неговата фамилија. Како му рече сатаната на Јов, на Бог за Јов, кожа за кожа, допри го неговиот живот и ќе видиш што ќе се случи. И оваа паралела може да видиме со ултимативните сведоци на креацијата на христијанството, а тоа се апостолите. Бог дозволува сатаната да донесе маки и страдање на апостолите, за да преку тие маки се валидира нивното сведоштво дека е вистина. Нели на почеток прашав како може да си осигураме дека некој зборува вистината? Ако се осигураме и ги елиминираме сите мотиви тој да лаже. Што добил апостол Павле од своето проповедање за Исус? Според 2 Коринтијаните 11 глава, наместо телесни задоволства, пари, власт и така натака, он добил ова. Во напори изобилно, по затвори изобилно, во камшикување прекумерно, во смртна опасност често. Од јудејците примив 5 пати по 40 удари минус 1. 3 пати бев тепан со стапови, еднаш камшикуван, 3 пати бев на бродолом, еднаш каменуван. Ног и ден поминав во длабоко море, во опасност од реки, во опасност од разбойници, во опасност од сонародници, во опасност од незнабожци, во опасност по градови, по пустини, во опасност по море, во опасност од лажни браќа, во труд и мака, често неспиење, глад и жет, многу постење, студ и голотија. И на крај, сатаната ќе му исече главата на апостол Павле преку императорот Неро. Кога очниот сведок нема да добие ништо од телесни задоволства, туку напротив, ќе претрпи маки и ќе умре за своето сведоштво, тогаш тоа ни кажува дека тој ја говори вистината. Дека сите мотиви за да тој лаже се елиминирани. Сите апостоли умираат како маченици, освен апостол Јован, кој тој исто така претрпува страшни маки и е надприродно спасен. И овие до сега разгледавме 3 причини зошто постои ѓаволот. Постои е да се издигне човекот на суперлативни нивоа и да седне како цар на целата креација, вклучувајќи ги ѓаволот и демоните, е да се спаси човекот и да се валидира вистинско сведоштво. И без ѓаволот овие работи не можат да се случат. Четвртата причина зошто постои ѓаволот е да се донесе суд на грешници.
Концептот на носење суд на грешници преку ѓаволот може да се види во случајот со царот Ахав и лажните пророци во прва книга на Цареви. Во случката Бог користи лажлив дух за да го убеди Ахав да оди во битка со Сирија и таму да биде убиен, како казна за неговите гадости што ги направил пред Господ. Во прва книга Цареви, 22 глава, од 19 до 22 стих, пишува вака. Пророкот Михеј рече: затоа чујте го Господовото слово. Го видов Господа како седи на својот престол и целата небесна војска стои покрај него од левата и од десната страна. И Господ рече: кој ќе го намами Ахав да отиде и да падне во Рамон Галат? Едниот рече едно, другиот рече друго. Тогаш излезе еден дух и застана пред Господ, велејќи: јас ќе го намамам. А Господ рече: со што? А тој рече: ќе излезам и ќе бидам лажлив дух во сите негови пророци. Тогаш рече: ти ќе го наговориш. Господ рече: ти ќе го наговориш и ќе го исполниш тоа. Оди и направи така. Овој лажен дух е очигледно ѓаволот. Лагите се делата на ѓаволот и нема личност толку вешта, толку лукава, толку способна да измисли лага, измама и извртување како старата змија. Во Јован 8 глава 44 стих Исус вика за сатаната: тој не стои во вистината, бидејќи во него нема вистина. Тој лаже и кога лаже зборува од својот карактер, зашто е лажливец и татко на лагите. Значи, ѓаволот влегува во лажните пророци и го наведува овој грешен цар Ахав да оди во битка. И Ахав слепо им верува на лажните пророци, не му верува на вистинскиот пророк кој му кажува друго и умира во битката. И Бог ја користи сатаната да исполни својата волја и да донесе крај на животот на Ахав, да донесе суд. И таа е четвртата причина зашто постои ѓаволот. Петата причина зашто постои ѓаволот е да се просветат верниците. Верниците да пораснат во верата. И ова го гледаме од неколку случаи, ја ќе напоменам само два примера. Првиот пример е случката со Јов. Интересното во случката со Јов е што пред овие катастрофални работи да му се случат на Јов, пред да бидат убиени неговите деца и се да биде земено од него, ѓаволот побарал дозвола од Бог. И ако Бог не дозволел, сатаната немала да го измачува Јов и ништо немало да се случи. Но Бог го дозволил тоа. Ова е очигледно од диалогот меѓу Бог и сатаната во Јов 1 глава и 2 глава. Посветеноста и праведноста на Јов биле многу завидувани. Се кажува дека Јов бил најправедниот човек во тогашно време, дека немало никој како него. И Бог сакал уште повеќе да го испита и да го рафинира Јов. Бог сакал да покаже дека мотивите на Јов за служење на Бог се чисти и свети. Дека тој го следи Господ и му се покорува на неговите патишта, не да добие нешто од Бога, не да добие благослови од Бог, туку на вистина бидејќи се плаши и го љуби Бог. За Јов Бог не бил средство за постигнување на земни добра. И со цел да се открие или да се илустрира оваа света искреност и непропуслива посветеност на Јов, Бог го искористил ѓаволот, за ѓаволот да елиминира сите земни ентитети, каде што срцето на Јов може да се приврезе и да се прилепи. Како, например, било елиминирано неговото здравје.
Ѓаволот донел страшни рани од главата до петите низ неговото тело. Биле земени неговиот имот. Децата биле земени. Почита, социјалното достоинство и статус што Јов го имал во општеството. Топлината и блискоста и задоволството на сопругата, роднините и пријателите биле земени. И се носат и биле донесени 3 лоши советници кои го јаделе постојано. Преку сатаната Бог донел страдања, но тие страдања подоцна биле претворени во благослови. И преку страдањата Јов бил донесен поблиску до Бог од било кога порано. И благослови и изобилства не можеле тоа да го постигнат. Само маки и страдања. Бог го ја употребил сатаната да го приближи Јов поблиску до него, поблиску до неговата светост, поблиску до неговата слава. Истото го гледаме и со апостол Павле во 2 Коринтијаните 12 глава, 7 стих, каде што апостол Павле вика: за да не се возвишам од прекумерните откровенија што ми се дадени. Даден ми е трн во телото, ангел сатански, да ме удира, за да не се возвишувам. Значи, ова последна причина гледаме дека ѓаволот е искористен да просвети, да рефинира верниците. Верниците да дојдат поблиску до Бог. Значи, заклучокот е во оваа проповед видовме 5 причини зошто постои ѓаволот во корелација со човекот. Ѓаволот постои да се издигне човекот. Таа е првата причина. Втората е да се спаси човекот. Третата е да се валидира вистинско сведоштво. Четвртата е да се донесе суд на грешници. И петата е да се просветат верниците. И како генерален заклучок кажавме дека ѓаволот, сатаната е индиректен агент, алатка, средство во рацете на Бог, каде што тој го движи како сака. И употребен и искористен за доброто на човекот и за прославување и манифестација на Божите атрибути човекот да ги види. Да преминеме сега на примена. Има примена за неверници и примена за верници. Почнеме со примена за неверници. Дали сакаш да останеш под дејство и доминација и владење и робство на ѓаволот? Дали сакаш ѓаволот да биде твој цар, твој татко? Може би се мислиш дека нема ѓавол и дека си слободен, дека не си под влијание на никого, дека правиш како што сакаш, но многу се лажеш. Ѓаволот е реален и жив и таа е неговата цел, да мислиш дека не си под негово робство, дека не си под негово влијание, дека си слободен, дека правиш како што сакаш. Но тој те има во неговата рака. Ти си роб на неговото царство и си заслепен од неговата сила. И на крај ѓаволот ќе биде фрлен во огненото езеро, во вечниот пекол, со сите што него го следеле. И можеш да кажеш: па ја не го следам ѓаволот, ја правам добри дела. Јас сум морална личност. Ѓаволот е лажач, дали ти си излажал? Ѓаволот е крадец, дали ти си украл? Ѓаволот е убиец, дали ти си убил луѓе со својата лутина, омраза, пцуење и навреди? Дали знаеш дека Исус вели: ако навредиш некој со своите зборови или во своите мисли, ти си убиец во Божите очи? Ѓаволот е неверен. Дали ти си бил неверен преку прељуба, неморал или секс пред брак?
Ѓаволот го хули Бог постојано. Дали ти го хулиш Бог со користење на неговото име на празно? Значи можеш да видиш дека си ги направил истите работи што ѓаволот ги направил. Истите дела си ги направил. Значи си ист како него. Нема разлика. Ист си грешник како него и те чека истиот суд. И единствен начин да се спасиш од ѓаволот, единствен начин е да бидеш откорнат од неговото царство и да ти бидат отворени очите од неговото слепило, е да истрчаш кон Христос. Христос дојде да ги урне делата на ѓаволот. Исус дојде да го спаси човекот преку неговата смрт и воскресение. И единствен начин да дојдеш до Христос, единствен начин да се спасиш од ѓаволот е да истрчаш кон овој Спасител кој висеше на крст за тебе. Друг начин нема. Не можеш да се спасиш од ѓаволот. Ѓаволот е толку страшен, толку опасен, толку измамлив, што ќе измисли еден куп работи само да те држи во робство и во негови раце. Единствен начин да се спасиш од ова чудовиште е да истрчаш кон Христос и тој да згази оваа змија преку неговиот живот, маки и воскресение. Дојди до Христос. Дојди до Христос преку покаяние, дојди до Христос преку вистинска вера. Не вера во твоите дела што ги немаш, не вера во себе, не вера во некој друг, туку вера само во Христос. Тој умре, тој пролеа маки на крстот, тој воскресна и доколку сакаш да бидеш спасен од ѓаволот, тој може да те спаси ако истрчаш кон него, се покаеш и поверуваш. Тој ќе те откорне од неговите раце и на судниот ден ќе каже дека ти си негов. Кога сатаната ќе куди, кога сатаната ќе лаже и ќе му рече на Бог, зар овој грешник ти ќе го спасиш? За овој ли ти ќе оди во рајот? Исус ќе рече, да, ја умрев за него. Но ако немаш Христос како твој спасител, ако немаш Христос да биде твој Бог, нема на судниот ден кој да излезе за тебе и да те заштити. Ќе треба да одговориш за Монт Еверест од гревови што си ги направил. И плюс ќе имаш ѓавол кој му кажува на Бог, види овој каков грешник е. Тој треба да оди во пеколот. Примената за верници, за тие што се покаяле и поверувале во Христос, за тие што живеат христијански живот, е следна. Ќе прочитам една сторија, наречена Сатанска конвенција, и оригиналниот автор е непознат. Историјата вели вака. Сатаната викнал светски конгрес и во неговото воведно обраќање до сите негови демони рекол следно. Ние не можеме да ги задржиме вистинските христијани да одат у црква. Не може да ги задржиме да читаат Библија или па да знаат вистината, ниту па може да ги спречиме да се држат на библиските вредности. Но можеме да ги спречиме да формираат интимно, постојано дружење и врска со Христос. Ова е најкритично за нашата кауза, бидејќи ако имаат интимно, постојано заедништво со Христос, тогаш нема да може да имаме мок над нив. Нема шанси да креираме упоришта во нивните души. Затоа, мои злобни другари, сакам од вас да го направите следното. Одвлечете им го вниманието. Еден демон скокна и рече, па како тоа да го направиме? Сатаната одговори, преокупирајте ги со несуштински работи во животот. Измислувајте безброј шеми, како да им го заземат умот. Постојано да трошат
постојано да купуваат, постојано да позајмуваат. Нека работат 6 или 7 дена од неделата. Нека работат по 10-12 сата дневно. Да си дозволат удобен живот на оваа земја. Нека не поменуваат време со нивните деца. Нека телевизорите, компјутерите, таблетите, видеоигрите, филмовите седат со нивните деца. И само преку овие тактики ќе ги распарчиме нивните семејства, а преку семејствата и општеството, а преку општеството целата држава. Премногу стимулирајте ги нивните умови со звуци на висока енергија и забава, да не можат да ги слушнат се уште малиот глас на нашиот страшен непријател Светиот Дух. Поплавете им ги нивните распореди со секакви различни забавни активности што ќе замислите. Тие особено се лековерни и мислат дека нема ништо лошо во овие активности. Наполнете ги со страв, удирајќи ги нивните мисли со вести и временски извештаи 24 сат на ден. Поплавете ги нивните мејлови со ситници. Гледајте, мои мрачни пријатели, да им ги заглавиме умовите и да немаат заедница со Христос. Нивната рекреација направете да биде прекумерна. Наполнете ги нивните календари со спорт и рекреација. Исцрпете ги да бидат премногу уморни, да немаат време за сериозно проучување на Библијата, да немаат време за интимна молитва. Исцрпете ги да немаат време за гостопримство. Исцрпете ги да немаат срце за евангелизација не за изгубените. О, злобни, нашиот план е да ги натераме да заборават дека изгубените на вистина се изгубени. Чувајте ги да одат по забавни паркови, спортски настани, концерти, филмови, театри. Истрошете ги од грижите на овој свет. И кога ќе се сретнат заедно, место да разговараат за духовни работи, нека бидат вклучени во озборување и празни муавети и игри со карти. Нашата стратегија е оваа, демони. Исцрпете ги да немаат време да нахранат душата и да негуваат љубов со нашиот страшен непријател Христос. И вака ќе немаат духовна моќ над искушенијата, ќе немаат моќ над навиките, над грешните ставови и многу повеќе ќе немаат расудување што е вистина, а што лага, што е добрина, а што зло. Ниту па нема да се сомневаат. И така демоните истрчаа кон своите задачи со радост. Дали ти си премногу зафатен како верник со овој празен свет? И немаш време за Библија, немаш време за молитва, немаш време за евангелизација, немаш време да негуваш блиско, љубовно пријателство со Христос. Немаш време за Христос. За се друго имаш, а за Христос немаш време. Си оптоварен со грижи, си оптоварен со планови, си оптоварен со ситници, со земни работи. Дали твојата душа е празна, сиромашна и гладна? Или е полна, силна, снажна и напоена со Христос? Дали секој искушение те сопка и те заплеткува, или ти како победник газиш над искушенијата? Единствен начин да се справиш со ѓаволот и да се бориш со него и со неговите искушенија е да имаш и да негуваш интимна врска и пријателство со Христос. Дали имаш интимна врска со Христос? Не те прашувам дали одиш на црква, не те прашувам дали читаш Библија, не те прашувам дали евангелизираш, не те прашувам дали се молиш. И кога тие работи ги правиш, каде ти е умот? Те прашувам дали имаш интимна врска со Христос. Дали го слушаш неговиот глас во Библијата? Или си преоптоварен со овој свет, со празнини, ко еден ден
све ќе биде земено. И ќе се најдеш гол пред Христос и ќе ти рече зошто правеше така.